Добро, добро. Еј, пази. Доаѓаат овие, кажи. Да, доаѓаат сега председателиве во моментот.
пресвета њу, Господ наш Исус Христос, премина од смрт во живот. Црквата ги повикува сите своји деца од целиот свет да се соберат на дејни молитва. И ние така се собравме за почнуваме со благослов на новиот век. Помолимо се. Боже, Ти си по своме Сину дао вјернима сјајство и славе, освети овај нови обред и дај да нас ови возмени благдани, ако ражаре небеским желјама, да ослобнемо чиста срца, стичи на благдан вечни славе. Бога Исус Господин наш. Амин. Негови се гробињата, и вековите, нему слава, власт, во све веке векова. Svijetlo Hristovo. Dajte najava.
Кога замина саботата на осамнување, на првиот ден од седмицата, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете, стана голем потрес. Ангел Господов слезе од небото, пристапи, го отстрани каменот од гробната врата и седна на него. Лицето му беше како молња, а алиштата побели од снег. Стражарите уплашени од него трепереа и беа како мртви. Ангелот се сврте кон жените и им рече: не бојте се, знам дека го барате Исуса распнатиот, не е овде. Воскресна како што рекол, дојдете и видете го местото каде што лежал Господ, поотидете брзо и кажете им на учениците негови дека он воскресна од мртвите и ете ќе отиде пред вас во Галилеја. Таму ќе го видите. Посведочува евангелистот Матеј. Почитувани слушатели на Македонското радио Скопје, ова е финалето, завршниот чин на чудото на воскресението на Богочовекот Христос, кому му е посветена и вечерашнава миса овде во католичката катедрала Пресвето срце Исусово, од каде што се јавуваме. Ве покануваме заеднички преку радио Брановите да бидеме сведоци на чинот што континуирано веќе 2014 години сите Христови следбеници во светот, и католици и православни го слават како победа на вечноста над краткотрајноста на животот на смртта. Оние верници што пред великденските денови на постот, особено во последната недела пред Великден, и минале во духовен и телесен пост, кој во католичкиот свет подразбира пред се правење добри дела, вечерва се дојдени во импозантен број овде во катедралата Пресвето срце Исусово, за да земат великденска причест. Но најнапред во оваа априлска ноќ ќе го славиме со радост воскресението Христово, кога стануваме свесни за неговата саможртва и дека сите нас преку неа не изведува од вечната темнина во прекрасната светлина на вечниот живот. Мисата ја началствува бискупот Скопски и апостолски екзарх монсеньор Киро Стојанов со концелебранти од Скопската бискупија. Почетокот на вечерашната миса е наречен служба на светлината, каде што целата заедница се собира околу великденската свеча која го символизира Исус Христос, кој е светлината, што предмалку од обредниот оган пред катедралата беше внесен во овој Божји храм. Вечерва со вас, во вашите домови, во оваа тивка, свежа, априлска, радосна воскресенска ноќ, се задолжениот за техничка реализација Милен Оденовски и вашиот репортер Лазо Биловски. Ovo su naime vazmeni blagdani, kada se onaj pravi jaganjac kolje, čijom se krvlju posvećuju pragovi vjernika. Ovo je noć, kad si nekoć naše oce, sinove Izraelove, izveo iz Egipta i kroz more crveno po suhu proveo. Ovo je dakle noć, kad je svjetlo ognjenoga stupa raspršilo tamu grijeha. Ova noć i danas Kristove vjerne po svem svijetu oslobađa od bijede grijeha i opačina svijeta, vraća milosti i pridružuje svetima. Ovo je noć, kad je Krist raskinuo okove smrti i kao pobjednik od mrtvih ustao. Jer ništa nam ne bi vrijedilo rođenje, da nismo dobili otkupljenja. O divne li pažnje Božje prema nama, o
neshvatljive li ljubavi, očeve, da roba otkupiš, sina si predao. O zaista potrebna Adamova grijeha, što ga smrt Kristova uništi. O sretne li krivice, koja je zavrijedila takvog i tolikog otkupitelja. O zaista blažene noći, koja jedina zavrijedi znati vrijeme i čas, kad je Kristo od mrtvih ustao. Ovo je noć o kojoj je pisano, i noć će sijati kao dan, i noć mi je svjetlo u radosti mojoj. Ova uskrsna sveta noć ništi grijehe, pere krivice i nevinost vraća palima, a radost tužnima. Dokida mržnju, uspostavlja slogu i svladava nasilje. I zato u milosnoj ovoj noći primi, Sveti Oče, ovu večernju žrtvu hvale. Od pčelinjeg rada noćasti crkva po rukama službenika kao blagdanski poklon prinosi ovu svijeću. Mi znamo što ona govori, dok Bogu na čast gori i svijetli. Njezin je plamen podijeljen drugima, ali ga ustupljeno svjetlo nije umanjilo, jer hrani ga mirisavi vosak, što ga skupljaju marljive pčelice. O, zaista blažena noć, u kojoj se nebesko sa zemaljskim, božansko s ljudskim povezuje. Molimo te dakle, Gospodine, da ova svijeća posvećena na čast Tvoga imena neoslabljena ostane, da razgoni tamu ove noći i primljena na ugodan miris svjetlilima nebeskim neka se pridruži. Plamen ovaj jutarnja zatekla danica, danica koja ne zna zalaza, a to je Kristus krsnuli, povratnik od mrtvih, koji svjetli svakom čovjeku, te živi i kraljuje u vijeke vijekova. Braćo i sestre, svečano smo počeli vazmeno bdenje. Poslušajmo sada u sabranosti Božju riječ, promatrajmo kako je Bog u prošlosti spasavao svoj narod i kako je u punini vremena poslao svoga Sina Spasitelja. Molimo da to vazmeno dijelo spasenja Bog dovrši u nama punim otkupljenjem. Čitanje od knjigata na postanokot.
Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Потоа рече Бог: да создадеме човек според нашиот образ и подобие како што сме ние, кој ќе биде господар на рибите морски и над птиците небески и над зверовите, над целата земја и над сите гадинки што се движат по земјата. И го создаде Бог човекот според образот свој, според образот Божи го создаде, машко и женско ги создаде. И ги благослови Бог и им рече: плодете се и множете се и наполнете ја земјата и господарете над неа и овладајте ги рибите морски и зверовите и птиците и сиот добиток и со целата земја и со сите животни што лазат по земјата. И рече Бог: еве, ви дадов секаков вид растение што дава семе, и какво има по целата земја, и секакви дрвја што во себе имаат семе според својот род и вид, тоа да ви биде за храна. А на сите зверови земни, и на сите птици небески, и на се што се движи по земјата, и во кој има жива душа, им ги дадов сите тревни растенија, за да има да јадат. Така и стана. И виде Бог дека е многу добро се она што го беше создал, и би вечер, и би утро, ден 6. Така се доврши небото и земјата и сиот украс нивни. И ги заврши Бог до 7-миот ден делата свој што ги направи, и си отпочина во 7-миот ден од сите дела своји што ги создаде. Слово Господово. Духот свој Господе, да кажеме дека го проследивме на стартот, почетокот на мисата, така наречен славното светло на воскреснатиот Христос, нека разнесе темнината од нашите срца и умови. Свештеникот ја внесе запалената великденска свеќа во темната црква. Мракот го представуваше светот кој живееше во темнина, во грев пред Исуса. И штом ќе влезе свештеникот во црквата, тој запеа светло Христово, а сите му одговорија: благодариме на Господа. Најблиските до великденската свеќа ги запалија своите свеќи и го пренесоа светлото на другите, на тие што се до нив, и така светината се прошири. Светлото што сме го примиле од Исуса, на тој начин треба да го дадеме на другите. Свештеникот на средината од црквата повтори светло Христово. Благодариме на Господа, и повторно најблиските ги палија свеќите и го пренесуваа светлото на другите. Овие моменти го слушаме припевниот псалм "Послушај го Духот свој Господе" од читањето на првата книга Мојсеева во почетокот на вечерашната богослужба миса по повод Воскресението Христово Великден. Čekaju, daj
Помолимо се. Свемогучи вјечни Боже, Ти све изводиш дивно својом мудрошću. Дај да откуплени сваке да стварајне света у почетку ние одлични од дела Твога на крају векова, каде е жртвован Христ наш ваза, кој живи и кралјуе у веке векова. Pas këtyre ngjarjeve hyu e vuri në provë Abrahamin e i tha: Abraham, ai u përgjigj: tek jam. I tha: merre djalin tënd të dëshirit, Izakun, të cilin e do, e shkoj në treven Moria. Од првата E книга atje ma Мојсеева kushto flish shkrumbimi mbi njërin Obećanje ndër na male Bog. që do ta tregoj. кон Авраама кој го искушува Kur arritën në vendin që Авраме, hyu ja а тој kishte одговара: dëftuar, еве ме, Бог Abrahami положи, aty ndërtoi земи го сега terin dhe саканиот mbite i син твој renditi Исака, drut. па оди во земјата Mandej e Марија, lidhi Морија Izakun, djalin e и vet, принеси го таму e како vendosi mbi жртва ter, се mbi turrin паленица e на druve. една горичка што ќе ти ја Shtriu покажам. dorën dhe mori thikën Тука për të Аврам flijuar направи djalin e жртвеник vet. и кладе дрва на него, а откако го Kur qe врза prej Исака, qiellit синот bërtiti свој, engjëlli го стави на жртвеникот врз дрвата. I Zotit. Тогаш ангелот Господен Абрахам, повторно го викна Абрахам. од небото. Ky ju Аврам përgjigj: и рече: се Urdhëro. колнам во себе, вели Господ, Engjëlli кога така tha: направи и него Mos e пожели qot саканиот dorën свој син tënde mbi заради fëmijën мене. tënd dhe mos I bëj far На demi. вистина јас ќе ти благодарам Tash и po e shoh se ja благословам, ke drojen а hyut потомството dhe твое për ќе shkak го tim nuk e умножам и kurseve преумножам as djelin како tënd të звездите на dëshirit. небото и како песокта на морскиот Abrahami брег, qoi syt а lart dhe e pa потомците një твои dash të ќе ги ngatruar завладеат prej градовите brirësh на një shkure. непријателите своји и ќе E бидат mori këtë dhe благословени ja kushtoi flish преку krumbimin në потомството vend твое të сите birit. народи на земјата, зашто Engjëlli I послуша Zotit e гласот thiri мој. Abrahamin për të dytën herë prej qiellit Ќе e I следува tha: по тоа Pashamuash приперниот fjala e псалм: Zotit. пази ме Pasi Господе, e bëre зашто këtë на gjë тебе се dhe надевам. nuk të dhimbs djalit të dëshirit, unë po ta fal bekimin tim dhe do të bëj që pasardhësit e tu të shtohen, por si yjet e qiellit, por si rera në bregun e detit, ndërsa pasardhësit e tu do t'i pushtojnë dyert e armiqtëve të vet, dhe në farën tënde do të jenë të bekuar të gjithë popujt e tokës, pasi ti ma dëgjove fjalen. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyun. Čuvaj me Bože, jer se tebi utječem. Čuvaj me Bože, jer se tebi utječem. Gospodin mi je baština I čaša, Ti u ruci držiš moju sudbinu. Gospodin mi je svagda pred očima, jer mi je s desna neću posrnuti. Čuvaj me Bože, jer se tebi utječem. Stog mi se raduje srce I kliče duša, pa I tijelo mi spokojno počiva, jer mi nećeš ostavit dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Čuvaj me Bože, jer se tebi utječem. Pokazat ćeš mi stazu života, puninu radosti lica svoga, sebi s desna blaženstvo vječno. Čuvaj me Bože, jer se tebi utječem. Pomolimo se.
Боже, велики Оче, вjernika Ти милоšću по синиства širom svijeta, množi sinove svoga obećanja, kad po vazmenom otajstvu, kako si se zaklio, slugu svoga Abrahama činiš ocem svih naroda. Daj da Tvoji narodi dostojno odgovore Tvomu pozivu, po Kristu Gospodinu našemu. Čitanje knjige Izlaza. U one dane reče Gospodin Mojsiju: Zašto vičeš k meni? Reci Izraelcima da krenu na put. A ti podigni svoj štab i spruži ruku nad morem i razdijeli ga na dvoje, da Izraelci mogu proći posred mora po suhu. Ja ću otvrdnuti srce Egipćana i oni će poći za njima, a ja ću se onda proslaviti nad Faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima. Neka znaju Egipćani da sam ja Gospod, kad se proslavim nad Faraonom, njegovim kolima i njegovim konjanicima. Anđeo Božji, koji je išao na Додека čelu слушаме izraelskih делови četa, од promijeni втората книга mjesto i stupi Мојсеева im za leđa, за a iz stupa od робството oblaka на pomakne ga ispred njih i stadi im za leđa. децата на Израел Смести од се измеѓу Египет војска и нивното египатски избавување i vojske од izraelske. фараоновиот облак таква. режим. A ovim, Да кажеме расветливши дека ноќ, овде во tako da ne mogoše jedni католичката drugima катедрала Пресвето срце prići cijele Исусово noći. вечерашнава миса Mojsije je ја držao ruku, ispruženu nad следат morem, со внимание dok je Gospodin целиот svu noć na stranu раководен valjao vode, jakim тим, да речеме, istočnim на vjetrom. I more нашата осушија. земја. Тука се председателот Kad su se Ѓорѓе vode Иванов, razdvojile, председателот на Израелци Собранието излажу Трајко посред Велјановски мора по суху. и a председателот vode im ko на bedom владата на s desna i Република s lijeva. Македонија, односно премиерот Никола Груевски Египćani, со Svi сопругите. faraonovi konji, kola i konjanice, nagli za njima u more, u potjeru. Za jutarnje straže pogleda Gospodin istupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku. Zakoči točkove njihovih kola, da su se jedva naprijed micali. Bježimo od Izraelca, poviču Egipćani, jer Gospodin se za njih bori protiv Egipćanina. Tada će Gospodin Mojsiju pruži ruku nad more da se voda vrate na Egipćanima, na njihovi kola i konjanika. Mojsije pruži ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egipćani bježeći jurili prema moru, Gospodin ih stromoglavi usred voda. Tako vode, slijevajući se natrag, potope kola, konjanike i svu vojsku faraonovu, koja bjaša pošla u potjeru za Izraelcima, u more, i ne ostade od njih ni jedan jedini. Izraelci pa hodahu posred mora po suhu, a vode im kao bedam s desna i s lijeva. Tako Gospodin u onaj dan izbavi Izraela iz šaka egipatskih i vidje Izrael Egipćane pomorene na morskom žalu. Osvjedoči se Izrael o silnoj moći koju Gospodin pokaza nad Egipćanima. Narod se poboja Gospodina i povjerova Gospodinu i njegovu služu Mojsiju. Tada Mojsije sa sinovima Izraelovim zapjeva ovu pjesmu Gospodinu. Zapjevat ću Gospodinu jer sa slavom proslavio. Konje i konjanika u moru on je vrgao. Moja je snaga, moja pjesma. Gospodin, jer mojim postao izbaviteljem. On je Bog moj, njega ja ću slaviti. On je Bog oca moga, njega ću veličati. Gospodin je ratnik vrstan. Jahve je on njegovo. Kola faraonova i vojski mu u more baci. Cvijet njegovih štitonaša potonu u moru crvenom. Valove ih prekriše, poput kamena i morske potonuše dubine. Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči. Desnica tvoja, Gospodine, raskomada dušmana. Dovešćeš ih i posaditi na goru svoju baštine, na mjestu koje je ti, Gospodine,
своим учени боравштима. Светиштам, Господине, Твојом руком созиданим. Вазда и довека, Господин ќе краљевати. Riječ Gospodnja. Помолимо се. Боже, и о наше време још увек блистају Твоја давна чуда. Нека си мочном десницом ослободио еден народ од фараонова гонења, а сада ослобоđаш и спасаваш се народе водом препороđenja, дај да се сав свет уброи у Абрахамову дјецу и постигне достојанство Израела по Христу Господину нашему. Слава Богу на висини. Следува псалмот, ке го воспеам Господа, зашто славно се прослави. Ќе го воспеам Господа, зашто славно се прослави, коњите и коњаниците египетски ги фрли в море. Мојата сила и мојата песна е Господ, помошник и закрилник ми беше во спасението. Тој е Бог мој и ке го прославуваме, Бог на таткото мој и ке го превознесувам. Господ ги ништи војните, името му е Господ. Колите фараонови и војската негова ги фрли в море, и избраните војводи негови се удавија во Црвеното море. Бездните ги покријат, тие потонаа во длабочината како камен. Го следиме делот од вечерашната воскресенска миса, наречен служба на Словото. Се читаат соодветни делови од Светото Писмо во кои се зборува за најзначајните моменти од историјата на еврејскиот народ, како што се создавањето на светот, ослободувањето на избраниот народ од египетското робство и преминувањето преку Црвеното море и така натаму. Оти Господ е единствениот двигател на целокупниот развој на целата Вселена и оти тој творечки развој го достигнува врвот со појавата на човекот кој има одредено место во таа Вселена, а потполност на целиот развој дава Христос воскреснатиот. Со пеењето на слава на Бога во висините ќе започне радоста поради воскресението и заради тоа ќе звонат сите звона и ќе свират оргулите. Да кажеме дека на Велики петок и оваа саботна вечер не звонеа звоната и не се употребуваа музички инструменти се досега, бидејќи тоа се денови на жалост поради смртта на Спасителот. Инаку,
Празнувањето во Рим, да речеме, на Велипеток продолжува со минувањето на патот на крстот, на процесијата. Со верниците учествува и папата Франциско. Тој го направи она што досега не го сторил ниту еден од неговите претходници минатото лето Господово. Миса во базиликата Свети Петар, миење на нозите во затвор за млади на патот на крстот кај Колосеумот во Рим. Папата Франциско во деновите пред Великден недвосмислено со јасни зборови и трогателни гестови им дава печат на великденските празнувања. На мисата на Велики четврток тој од свештениците и својата црква побара да одат на периферијата на општеството каде има страдања и крвопролевање. Папата ланската година им ги изми нозите на 12 млади затвореници. А што предпоставуваме дека ќе го направи и овој воскресенски ден пред великденското миење на нозите, го направи на необично место. Новиот поглавар на Римокатоличката црква го избра римскиот затвор за млади лица, Касал дел Мармо. Папата ги прегрна младите луѓе и од нив побара да не ја губат надежта. На 12 темена затвореници од различна националност, папата Франциско, поздравувајќи ги, им ги изни нозете како што Исус тоа го сторил со своите апостоли. Меѓу 12 темена избрани затвореници имаше и една жена, католик од Италија и муслиманка од Србија. Тако и ви. Сматрајте себе мртвима гриеху, а живима Богу у Христу Исусу. Риеч Господња. Алелуја. Zato veselimo se i radujmo. Aleluja. 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 Се пее припевниот псалм Алелуја. Славете го Господа, зашто е добар, зашто милоста негова е вечна. Нека каже сега домот Израилев дека милоста негова е вечна. Десницата Господова ме возвишува, десницата Господова ми дава сила, нема да умрам, но ќе живеам и ќе ги разгласувам делата Господови. Каменот, што го отфрлиат зидарите, стана глава на аголот. Тоа е од Господа и е прекрасно во очите наши. Алелуја, пее црковниот хор. Smrti
Gospodin s vama. Navještaj Svetog Evanđelja po Mateju. Следува читање на Светото Евангелие според Матеја. Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. I gle, nastade žestok potres, jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. Od straha pred njih zadrhtaše stražari i obamriješe. Anđeo progovori ženama: vi se ne bojte, ta znam, Isusa raspetoga tražite. Nije ovdje, uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao, pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju, ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam. One otidoše žurno s groba, te sa strahom i velikom radošću otrčoše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret, reče im: zdravo. One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: ne bojte se, idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju, ondje će me vidjeti. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Тоа беше концелебрантот Дон Давор Топич, кој прочита дел од Евангелието по Матеј. Овие моменти очекуваме и обраќање на бискупот Скопски и апостолски Драги екзарх браќа и сестри, Киро Стојанов. го празнуваме таинството кое не исполнува со неизмена радост. Го празнуваме празникот на Христовото воскресение. Во оваа света ноќ, која е посветла од секој друг ден, црквата се собира да го прослави таинството на спасението. Божјото дело кое го надминува секое очекување на секое создание. Изобилството на Божјото Слово кое го слушаме оваа ноќ пред нашите очи се најсветлите текстови на историјата на спасението. Најнапред чинот на создавањето на Божјиот народ, стариот Израел, а потоа создавањето на новиот Божји народ, црквата. Во ова размислување се определив за две темелни пораки, кои се темелат на штотуку прочитаниот текст од Свети апостол Павле до римјаните и извештајот од Светото Евангелие запишано од Светиот Евангелист Матеја. Апостол Павле не води во сршта, во суштината на христијанското постоење. Низ тоа размислување тој го дефинира почетокот на нашето создавање и нашето послание.
Христос ни стана еднаков во се, освен во гревот, а да не ослободи од гревот и се предаде на смртта, и смртта го уништи гревот, и со смртта го уништи гревот, за да со воскресението, како нов Адам, одново создаде човек. Новото создавање предпоставува своевидно претходно уништување. Старото мора да исчезне, за новото да може да се создаде. Суштината на христијанството е промена на човекот. Немојте да се чудите, ако кажам да ја смени неговата природа. Имено, стариот човек, оптоварен со гревот, а гревот разорува, мора да биде отстранет. Не може човек да постои во полно човечко достоинство оптоварен со раздорот на гревот, кој го валка и оневозможува секој однос кон Бога, ближниот и кон него самиот. Гревот е реалност, кој е разорна присутност на злото во човекот, кој од таа реалност самиот е разурнувач и го ниже злото едно по друго. А злото може и треба да се прекине само доколку човекот се промени. Сите ние сме свесни дека тоа не можеме да го постигнеме со собствената волја. Христос од своето прободено ребро на крстот воспостави средство за човечката преродба во нов живот. Крвта и водата се почетоци на светите тајни, крштение и Евхаристија. Христијанин се станува со крштевањето, но крштевањето не е обред, туку настан, создавање на новиот човек. Со крштевањето се погребува стариот човек, а се раѓа нов, облечен во Христовата слава. Борбата против гревот ни малку не е лесна, таа е наш пат да бидеме слични на Христовата смрт. И така, израснати според сличноста на неговата смрт, ќе бидеме слични на неговото воскресение. Значи Христос не прави нови, но тоа не може без нас, без нашата подготвеност за такво нешто. Во својата борба против гревот мора да се дадеме да бидеме распнати и се што е зло во нас да може да го направиме тоа што човекот го прави ново суштество. Од гревот не оправдува Христовата смрт и воскресение. Но слични на Христос не прави нашето настојување и тоа во се за да му бидеме слични нему, како што вели апостолот, сметајте се мртви во гревот, а живи во Бога преку Исус Христос. Браќа и сестри, тешко е да се биде христијанин. Христијанството не е збир на убава наука, туку е пат за исправен начин на живење. Така и црквата не е организација на добро воспоставено општество, туку е жив организам, пример за здрав начин на живење, на духовните, моралните и општествените квалитети. Црквата не смее и нема да се откаже од својата улога на овој свет како заедница на оние кои веруваат дека во таинството на светите тајни на вистина се оправдани според Христос, оспособени и испратени, таа вистина да ја говорат, но и уште повеќе да ја покажаат на дело. Оправданиот од гревот има право во сите закони на љубовта да се бори против злото во себе и околу себе. Црквата и денес на овој празник се чисти во обновувањето на крстните ветувања кои сега во продолжение следат, за повторно и повторно да се откаже од злото, од гревот и ѓаволот и да го прифати темелното послание
навестувањето на спасението. Во Евангелието, евангелист Матија ни донесува чудесна средба на 3 побожни жени на Исусовиот гроб. Тие се верни, ама го бараат живиот меѓу мртвите. Први сведоци се на воскресението што го надминува предочувањето за животот и смртта. Починатиот да уживее може би и не е толку неверојатно, но истиот да биде нов човек со физички квалитети што излегуваат од законитоста на нашата физика, во такво нешто е многу тешко да се верува. Што им помогна на тие жени сепак со вера да го прифатат она што не е прифатливо за нашиот разум? Одговорот е јасен. Љубовта. Тие жени го следија Исуса и кога беше славен и прославуван, ама и кога беше распнат и погребан. Љубовта ги донесе на гробот. Љубовта е темелно послание на христијанското сведоштво. Оној кој не знае да биде влюбен во Христос, тој не може да биде сведок на неговото воскресение. Неверојатно е, но важно е да се воучи дека сведоци на Исусовото воскресение се жените. Тие се испратени кај апостолите да ги упатаат на пат за Галилеја, каде и тие ќе го сретнаат. Во тие 3 жени, црквата го гледа и своето послание. Браќа и сестри, никогаш како црква да не се плашиме да признаеме дека сме кревки и слаби луѓе. Никогаш да не се плашиме од својата маленкост и кревкост. Никогаш да не се плашиме од своите мали улоги. Она од што како членови на црквата треба силно да се плашиме е фактот дека жарот на љубовта што е запален и вечерва на оваа воскресна свеќа, животните бури никогаш да не ја изгаснат. Христијанинот смее да биде слаб, но никогаш не смее да биде предавник на љубовта. Тоа значи никогаш да не се затаи дека Бог е љубов, дека Бог проштева и трајно чека во татковската преградка и дарува со нови сили да се сведочи дека човештвото никогаш не е отфрлено од Бога, туку од Бога е љубено. И нашата заедница овде во Македонија, но и било каде да живее, да ги сведочи галилејските патишта на кои Исус може да се сретне. Ако црквата, односно ние се посомневаме во тоа, тогаш стануваме само една обична религијска заедница без живот и живење и тогаш сме споменици на културата, а не жива заедница која има задача и денес и овде да биде светлина, сол, пат, вистина, живот. Оној кој денес го слави Великден, тој е подготвен да го соблече стариот човек и да се облече во Христос воскреснатиот и да отиде да биде сведок дека Христос е жив и присутен во нас и меѓу нас. Драги браќа и сестри, во оваа година на семејството во нашата католичка црква во Македонија особено ги повикувам и поттикнувам нашите семејства длабоко во себе да го обноваат така јасниот план дека Бог го создаде семејството на своја слика, дека човекот го откупи и дека на крстот се роди црквата која е едно свето Божјо семејство. Но секое христијанско семејство дословно е црква, затоа ги заколнувам и молам нашите семејства да станат свесна црква во која живее воскреснатиот Христос, кој навестува радост на новиот човек и сведочи вистина за вистинските вредности на христијанските семејства. Нека вас
и сите ваши со воскреснатата сила ве обнови Христос, глава на секое семејство и ве направи сведоци и во ова наше време дека некои вредности се вечни и едноставно спасоносни. Во таа насока ја продолжуваме ова Евхаристија, сакајки да го сретнеме Христос, а на сите вас ви посакувам отворено срце, да го почувствувате Христос воскреснатиот во себе. Од тука, драги браќа и сестри, честит празник Воскресение Христово, Христос воскресе! Тоа беа вдахновените пораки на монсенјор Киро Стојанов, бискупот скопски и апостолски екзарх по повод воскресенската од католичката црква. Неговата светост папата Фрањо и преку апостолската воскресенската славје и порака за мир меѓу луѓето, за приближување кон Бога, за ранешниот наш апостолски нунци верување кон она што Исус го проповедал пред речиси 2 милениума, пред повеќе од 2 милениума. Овој моменти бискупот Стојанов се заблагодарува за честитките по повод празникот, а помалку ќе следи третиот дел од вечерашната богослужба миса, наречен Благослов на крстната вода. Господинот Владика ќе ја благослови водата со која преку целата година се крштеваат децата и возрастните од католичка вера, кои не се крстени, а сакаат да влезат во Царското Божие преку светата тајна крштевање. Односи со верските заедници и религиозни групи, доктор Валентина Божиновска. Благодарам, директорке. Своите честитки ги опатија исто така пратеници, подпредседатели на влада, министри во владата на Република Македонија, градоначалници, председатели на совети, председатели на партии, академици, ректори на универзитети, декани на факултети, амбасадори, невладени организации и други институции. Верските поглавари и лидери во Република Македонија, поздравувајќи го овде меѓу нас и представникот на Македонската православна црква во името на неговото блаженство господин Стефан. Оче, благодарам искрено. Председателката на еврејската заедница во Република Македонија доктор Берта Романо Николич, председателот на Исламската верска заедница на Република Македонија Хаджи Сулејман Ефенди Реджепи, до сите нив, од ваше и моје име, упатувам искрена благодарност. Чест ми е меѓу нас да ги поздравам и поранешните наши почитувани амбасадори при Светиот стол. Искрена благодарност упатувам до сестрите и сите оние кои на било кој начин дадоа свој придонес при декорацијата на оваа наша катедрала, а воедно благодарам на донаторите на свеќето, како и на добротворите за сиромашните преку македонскиот Каритас. Благодарам на нашиот катедрален хор за избедбата на ова великденско, но и секое литургиско пеење. Диригентката сестра Татјана Атанасова, почитуваната оргулашица професор Марија Докузова, искрена благодарност до оргулистот професор магистер Дарко Мариновски, наступајќи вечерва со нови композиции. Благодарам на Македонската радио телевизија за директниот пренос од оваа света великденска богослужба. Срдечно ги поздравувам нашите верници католици од римски и византиски обред во останатите наши парохии, како и сите христијани и луѓе со добра волја во Република Македонија, упатувајќи им ги моите најискрени честитки по повод овој голем христијански празник Воскресение Христово.
Искрено ве поздравувам и сите вас овде присутни, драги браќа и сестри, честитајќи ви го уште еднаш Христовото воскресение, Христос воскресен. А сега, драги браќа и сестри, следи крсната служба. Помалку бискупот Драга брачо и сестре, смирно зазовемо милост Бога Отца Свемогучега над овај студенац, да се они што се буду из нега наново родили, приброје у Христу неговим црквата што осинцима. патува со небесната црква. Христе, смилуј се. Господине, смилуј се. Света Марио, Мајко Божја, Свети Миховиле, Свети Божји анđели, Свети Иване Крстителју, Свети Јосипе, Свети Петре и Павле, Свети Андрија, Свети Иване, Света Марио Магдалено, Свети Стјепане, Свети Игнаци Антиохијски, Свети Ловро, Света Перпетуо и Фелицито, Света Јањо, Свети Гргуре, Свети Аугустине, Свети Атаназије, Свети Базилије, Свети Мартине, Свети Иване Златоусти, Свети Бенедикте, Свети Чириле и Методе, Свети Фрањо и Доминиче, Свети Фрањо Ксаверски, Свети Иване Марија Вијанеју, Света Терезију Авилска, Блажена Терезију из Калкуте, сви светци и светице Божие, милостив буди, опрости нам, Господине, од свакога зла ослободи нас, Господине, од свакога гриеха, од смрти вјечне, по утјеловљењу својем, по смрти и ускрснуću својем, по изљеву Духа Светога. Грешници, Тебе молимо, услиши нас. Да се достоиш овај препородни студенац Твоје дјеце милошću својом посветити. Тебе молимо, услиши нас. Исусе, Сине Бога живога, Тебе молимо, услиши нас. Христе, чуј нас. Христе, услиши нас. Боже, Ти невидливо мочио тајственим знаковима твориш чудесна дјела. Ти си створ воде многоврсно приправляо да означи благодат крштења. Боже, Твоје дух веќе у почетцима света лебдио над водама, да би веќе тада моќ посвечивања. Боже, Ти си самим излевањем потопа Боже, Ти си да онај народ ослобоđен фараонова робства предозначи народ крштеника. Боже, Твој е син од Ивана крштен у водама Јордана, био помазан Духом Светим. А док е на крижу висио, из бока му е скрвлю и вода наврла. А после ускрснуча он заповеди ученицима: идите, учите све народе, крстите их у име Отца и Сина и Духа.
Сврни свој поглед, Господи, на цркву своју и отвори јој крсно врело. Нека ова вода од Духа Светога добие милост Твога единородженца, да човека на Твоju слику создана, те он из вода и Духа Светога ускрсне на ново дјетинство. Молимо Те, Господине, нека по Твоме Сину сиđe на овај пуни студенац сила Духа Светога, да сви кои су по крсту, заедно с Христом укопани у смрт, с ниме ускрсну на живот по Христу Господину нашем. Све воде Господне, благословувајте Господина, хвалите и озвисујте ga до виека. Драга браќо и сестре, смирно замолимо Господина Бога нашега да благослови овај створ воде, да се њом пошкропимо у спомен свога крштеника, а Бог нек нас обнови да останемо верни Духу што ga примисмо. Господине Боже наш, близак буди своме народу, што би dio овој светој ночи, кад се споминемо дивног дела нашeg стварања и још дивнијег дела нашeg откуплења. Удостој се благословити ову воду. Створио си е да ораници удели плодност, а нашим телесима освежење и чисточу. И воду учини службеницо милосрđа Твога, по њој си свој народ од робство ослободио и утажио. Њоме су пророци што сега има хтио склопити. Била нам даде ова вода спомен наше крштења, а и дај нам на своју радост едимо с брачом што се ове ночи по Христу Господину нашему. Овие моменти во тек е, како што можевте, почитувани слушатели, да слушнете, благословувањето на крсната Драга браќа вода, и сестре, која ми смо символизира по чистењето на тајство душата, крштењу, гревот и заедно с почетокот на Христом новиот укопани, животот да с ним на живеемо децата новим Божи, животом. кој започнува со Због тога по светото завршетку крштевање. корисме непокоре, Великденската обновимо свеќа крстна беше ставена обеќања во кои водата, смо што некош означува дека одрекли Исус со своето Сотоне и воскресение негови по својот дела свет дух те и обечали дава служити Богу сила на светој водата да ја чисти католичкој душата од цркви. гревот и на тој Стога, начин што се крсти одричете ли се му дава Сотоне божественост на Исус. и свих Затоа дела во многу негови цркви во светот и свега овие сјаја ноќи се негова. крштеваат оние што се подготвиле за Веруете ли крштевање. у Бога Отца Во Свемогучега, моментов Створителя неба и земле? е делот Веруете ли наречен у Исуса обнова на Христа, крстните Сина Негова ветувања, кога единородženog, Господинот Владика Господина ги нашега повикува кој е сите роđен од крштени Марија верници Девице, да го трпио обноват и био ветувањето што го покопан, дале тие, кој од односно нивните мртвих кумови, ускрсно и наместо седи с нив десна во Отцу. моментот на крштевањето. Веруете ли у Духа Секој Светога, што се Свети крштева Цркву, се откажува католичко од злото, општинство неговите светих, дела, опроштение неговиот сјај гриеха, и се откажува од ускрснувши гревот. тела и живот Потоа, вечни. присутните ќе обноват својата А вера во свемогучи Бог, Отец главните вистини Господина на нашега верата. Исуса Христа, Помалку ќе кој нас следи е препородио водом и Духом евхаристиската Светим служба. и кој нам е дал опроштение гриеха, нека нас чува својом милости у истоме Христу Господину нашему за живот вјечни. Амен.
desne strane, aleluja, i spasiše se svi do kojih dođe voda i reći će aleluja, aleluja. Vidim vodu gdje izlazi iz hrama s desne strane, aleluja, i spasiše se svi do kojih dođe voda i reći će aleluja, aleluja. Vidim vodu gdje izlazi iz hrama s desne strane, aleluja, i spasiše se svi do kojih dođe voda i reći će aleluja, aleluja. Помолимо се. Што оваа ноќ ја примаат светата тајна крштевање, да останат Твои љубени деца, те молиме. Kungimtarët dhe të kresmuarit, të dëshmojmë në jetë me miqësi me Jezusin, shëlbyesit të njeriut, të lutemi. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, За нас тута избраних, аби славич свое откупение, абишми обновени, веже жили ведвук Евангелии. Тебе прошими. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Risen Christ, give all those who have been reborn in baptism to live a life as the children of God. We pray. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Боже, дај да се наши покојници придруже Исусу у небеској слави. Молимо те. Laudate Dominum,
услиши ги овие наши молби по Христу Господину нашему. Откако ги чувме молитвите до Бога на повеќе различни јазици, што ја символизира универзалноста на католичката црква на целата земја топка, овие моменти практично е кулминацијата на вечерашната воскресенска миса, денешното празнување, каде се покажува вистинското значење на богослужбата со Христа, поминуваме од смрт во живот. На олтарот кон целебрантите и донесува даровите мед и вино, во кои сме вклучени сите нашиот живот, нашиот труд и сите наши радости и маки, а помалку ќе започне и анафората со која практично овие дарови ќе бидат осветени и употребени за делење на светата причест како тело и крв Христова. Молите, браќо и сестре, да моја и ваша жртва буде угодна Богу Отцу Свемогучему.
Прими, молимо, Господине, дарове и молитве свога народа, овај принос е почио возменим од тајствима, дај да нам буде на вечно спасење, по Христу Господину нашему. Господин с вама, горе срца, хвало дајмо Господину Богу нашему. Уистину е достојно и праведно, право и спасоносно да Тебе, Господино, свако доба, а особито овој ночи свечание славимо, каде е Христ жртвован наш возмени јагањац. Он е наиме прави јагањац, кој одузе гријехе света. Својом смрчу Он е уништио нашу смрт и својим ускраснучен обновио наш живот. Стога сав свет на кругу земјалском кликче заносном возменом радошću, а и вишне силе и с ним анđеоске власти заедно пјевају пјесму Твоје славе, пјевајучи без престанка. Уистину, свет си, Господине, изворе сваке светости. Тебе зато молимо, росом духа свога посвети ове дарове, да нам постану тело и крв Господина нашега Исуса Христа. Кад се драговолно предао на муку, Он узе крух, Теби захвали, разломи и даде ученицима своим, говоречи: Усмите и једите од овога сви. Ово е моје тиело, кое ќе се за вас предати.
Исто тако, пошто вечераше, узе калеш, поновно ти захвали и даде ученицима своим говоречи: Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, koju smo, Gospodine, navještamo, koje uskrsnuće slavimo, koje slavni dolaze prišćenjujemo. Slaveći, dakle, spomen smrti uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Kirom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, sa svetim Josipom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. U Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svaki daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milosti i u miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagde i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Hrista. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mi vam ostavljam, mi vam svoje dajem. Божите дарови, хлебот и виното, како крвта и телото Христови, владиката, која подигна хостијата, која го представа Христовото тело и чашата со крвта Христова. Верниците се поклонија со што ја искажуваат верата и длабоката почит кон Богочовекот, а потоа ја пеја најубавата химна на Христовото воскресение, Оче наш, во која искажуваме дека сме сите деца на еден заеднички небесен татко, пошто следи дека сите сме меѓу себе браќа и сестри. Помалку неговото високо преосвештенство Монсенјор Киро Стојанов ќе
ги повика сите меѓу себе овде присутни во катедралата Пресвето срце Исусово да си подадат рака во знак на прошка и меѓусебно помирување, а со тоа повторно да се воспостави братската љубов. Тоа е дел од вечерашната миса, наречен Давање мир. Ево јаганца Божјeg, ево онога кој одузима гријехе света, благо онима кои су позвани на Госпо јаганчево. Господине, нисам достоjan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će dušo moju. Svetu pričest, mogu pristupiti ovdje na sredinu, s moje lijeve strane i jedan svećenik će doći na kor.